Почитувани, за жал, одамна живееме во држава во која скандалите се секојдневие. Во таа долга листа на скандали е и најновиот поврзан со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. ПИОМ не ги распределил средствата на 12.000 осигуреници. Да подсетиме дека директори на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во тој период биле Исни Јакупи, Амет Даути, Беким Незири и Шајб Зенели. Додека пак министри за труд и социјална политика биле Джелјал Бајрами, Спиро Ристовски и Диме Спасов. Сепак министерката Царовска се одлучи да поднесе кривична пријава за непознат сторител, додека актуелниот директор Шајб Зендели двојазично молчат и од ВМРО ДПМН. Синдикатите останаа изненадени. МАПАС, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, се супервизирала сама себе. Председател на Советот на експерти МАПАС е Максут Али, додека пак Ментор Јакупи и Дарко Саздов се професионално ангажирани експерти токму поради нивната експертиза и професионална подготовка. Не веруваме дека ова државно спонзорирана кражба ќе има и судска завршница. Напротив, ова најверојатно ќе заврши како уште една алатка за хармонизација на односите помеѓу големите политички партии. Всушност, тоа и одамна е правило. Сведоци сме дека во тек на дебатните решенија за ова прашање, како и за многу други, чија цел е само добивање на време, усогласување на ставовите и ништо повеќе. Почитувани, веруваме дека ќе се согласите дека ова не е најдобар почеток на годинава која владата ја промовираше за економска. Впрочем, се повеќе наликуваат на онаа приказна за Вавилонската кула. Со почит, Граѓанско-демократска унија.